Каков конгрес имавте денеска? Дали може да се каже дека беше успешен и какви одлуки се донесоа? Од формален аспект може да се каже дека беше успешен во смисла на тоа да се усвои извештајот за локалните избори во 2025 година и се изгласа доверба на сите партиски тела, на кои што според статутот денеска требаше да се гласа, а тоа е заменик претседателката на партијата, понатаму централниот и извршниот одбор. Од аспект на дискусија, од аспект на предлози, од аспект на совети, од аспект на забелешки, на критики, од аспект на пофалби, би рекол дека беше многу успешен. Затоа што имавме одлична дебата, многу дискутанти и секој исече мислење беше конструктивно, добронамерно и критиките и пофалбите. Сите тие како еден сублимат ќе бидат дискутирани на следните состаноци на извршниот и централниот одбор со цел да се утврди дали согласно некои препораки и предлози треба да се прават дополнителни измени на статутот во делот на креирањето на политиките и така натаму. Така да јас сум навистина многу задоволен од денешниот состанок. Дали беше тема можеби оние членови од кои што партиското раководство во моментов изразува незадоволство, односно ги напаѓа преку соопштение и пресконференција? Се дискутираше за многу работи, се дискутираше и за тоа, се дискутираше и за огромниот број на членови, наши симпатизери, поддржувачи, кои што за тие луѓе кои што денеска ја критикуваат партијата, трчали и давале поддршка за време на нивните предизборни кампањи, за разочараноста на тие навистина верни членови, кои што без никаков бенефит ги поддржувале овие наши поранешни функционери, тие биле во партијата и пред тие да биде на функција за време на нивните мандати и се сега и тука искрени, честни членови, така да се зборуваше за сите аспекти. Благодарам.